предизвикувачки да се живее на оваа локација. Топлотниот бран што го најавуваат метеоролозите, дел од жителите на Скопски Капиштец ќе го поминат под клима. Години наназад, летно време не ги отвораат прозорците ниту по 21 часот, кога малку од малку заладува. Ако ги отворат, заедно со свежиот воздух влегува и бучавата од околните кафулиња и ресторани, поставени во низа на улицата Народен фронт. Во обид да се изолира од вревата, живее семејството на музичарот Петар Младеновски од мај до октомври. Прво е двајте слушам додека ми го поставаш прашањето, ама ајде овој градски дневен метеж и галама некако може да се преживее бидејќи градот е хаотичен во текот на денот. Ама не верувам дека има вака лудо место и ваква луда атмосфера во текот на ноќта. Неретко ги слушам и како да ми се во домот Наташа Беквалац и разноразни други турбофолк вакви моменти кои што ги имаме во соседството. Знам фамилии во овој потек на првиот спрат кои што се мали деца и кои што буквално не спијат по цели ноќи. Затворените прозорци не ја стопираат бучавата целосно, па неговата соседка Наташа гледа да избега подалеку од Капиштец барем за викенд. Некои пак избегале за секогаш. За наша среќа ние имаме надвор од центар викендица куќа кај што гледаме да одиме почесто за да може да се отспиеме, да се одмориме, да дишеме почист воздух и да не бидеме во ова лудило овде. Веќе има оцелено неколку семејства, Капиштец станува доста напорна населба за живот, за жал. Сум размислувала повеќе пати, иако си сакам државата и градот, посебно ова мало каде што сме израснати. Лично, јас со моето семејство сум размислувал дали да останем или да се преселим на друго место. На влезовите уште стои предупредувањето од иницијативата за пристоен Капиштец до партиските активисти. Со него предизборно им порачаа, ако во програмите немате експлицитно ветено дека ќе воведете ред на бучавата и сообраќајот, ќе бидете избркани на клоци. Ја не би ги обвинил и рестораните и кафулињата и сите оние кои што гледаат да заработат нешто бонус надвор од работното време или да појачат музика и слично на тоа. Се знае кој треба да води сметка за тоа. Се има надлежни служби, тоа се МВР, градот, општината и така натаму, кои што за жал овој проблем не го решаваат. До Министерството за внатрешни работи стигнале 555 поплаки од граѓани за нарушување на мирот со бучавата во Скопје во изминативе година и половина. За истиот период, од општина Центар велат извршиле 15 намерења на гласноста, изрекле казни со вкупна висина од околу 150.000 евра, но забележуваат дека казнената политика засега е со слаб ефект. Капиштец е еден од најказнуваните реони. Состојбата не се смирува, посебно во летниот период. По 23 часот. Голем дел од локалите се опоменувани за гласната музика. Повеќето се казнети со глоба за сторен прекршок од 6.000 до 14.000 евра. И покрај големите казни, правните лица продолжуваат со гласна музика во ноќните часови, почесто и посилно од порано. Велат од Центар за Радио Слободна Европа. Дел од станарите се бунтуваат со петиција за затворање на некои од објектите, но има и такви кои наместо со подписи против бучавата се борат со стаклени шишиња, камења и домати, вели овој сопственик на кафуле на улицата Народен фронт. Го разбираме револтата, но тоа не е решение. 5 пати се обидовме со станарите, барем да имаме некој диалог, да седнеме. Кога би седнале, верувам дека 99% ќе најдеме решение. Не најдува време да седнат со нас, се уште им стоиме на располагање, да дојдеме како комши да го решиме проблемот. Има софистицирана опрема, има лимитери, како нив им се допаѓа и како е најнормално, ќе ограничиме звукот, они малку ќе балансираат, ние ќе намалиме и мора да се најде решение. Друга бучна точка во градот, особено навечер и преку лето, е така наречената Боемска улица во Дебармало. Сите локали имаат иста дејност, но немаат ист вкус за музика, па граѓаните кои живеат во близина слушаат микс на повеќе музички жанрови. Сопственик на кафеана во овој реон, кој побара да биде анонимен, вели дека на последниот состанок со градоначалникот на Центар, по добиени поплаки од граѓани, јасно им било кажано да се намалат децибелите за да нема санкции. И самиот сведочи дека некои локали претеруваат со гласноста. Секој локал треба да ја контролира јачината на звукот, а службите да опоменуваат и казнуваат неселективно. Вели сопственикот.
Изложеноста на Бучава навечер го нарушува сонота, преку целото денонокие предизвикува вознамиреност кај граѓаните. Ова носи ризик по здравието, посочува доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје. Бучавата всушност учествува и во создавањето на кардиоваскуларните заболувања, влијае на интелектуалниот развој кај децата и нив треба посебно да ги заштитиме. Докторката која магистрирала и докторирала на тема здравствен ризик на изложеност на Бучава во урбана средина, се согласува дека проблемот е комплексен, но порачува дека мора да почне да се решава. Треба да се размисли во однос на организацијата и поставувањето на овие видови на објекти. Некогаш не е ни само музиката, туку и самото присуство на луѓето. Сега кога ќе ставите во стамбена зона, угостителски објекти ќе дозволите да гостите седат надвор од угостителскиот објект, нормално дека ќе има Бучава. Таму каде што се жалат граѓаните на Бучава од угостителските објекти, не треба да се дозволи задржување на гостите на отворен простор, односно да се намали присуството на терасите. Гостите сакаат да се забавуваат, локалите да заработат, а граѓаните спокојно да спијат. Додека докторите предупредуваат на можните ризици, останува што поскоро да се најде некакво решение во рамки на оно што го пропишува Законот за заштита од Бучава, кој налага бучавата од угостителските објекти да биде сведена во пропишаните гранични вредности. Согласно член 8 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, за нарушување на мирот на други со пеење, користење на музички инструменти, радио и телевизиски апарати и други технички уреди, како и со механички извори на врева, како мотори и слично, во периодот од 15 до 18 часот и по 23 часот до 6 часот наутро. Глобата е од 50 до 10.000 евра.